Благодарам, почитувана господјо министер. Јас со жалење можам да констатирам дека вие апсолутно не ни дадовте никаков податок, никакво навестување. Како ги молам колегите пратеници да го изслушаме колегата Ѓорчев. Надвор расправете се. Да. Стопирам малку. Панчо Минов и Самка Ибримовски, ќе ве молам да го изслушаме колегата Ѓорчев. Повелете. Благодарам. Почитувана господјо министер за труд и социјална политика, господја Мила Царовска, јас со жалење можам да констатирам дека за оваа точка, исто како и за претходната, апсолутно не понудивте навестување, не понудивте концепт, ниту пак било каков план, како мислите во Република Македонија, додека се уште смееме да викаме Република Македонија, затоа што и тоа сте тргнале да го менувате, како мислите да растат пензиите во Македонија, а во исто време економијата да не расте? Пензиите може да растат ако расте и економијата, ако расте бројот на вработувања, ако растат инвестициите. Во моментов во Македонија нема ништо од тоа. Ниту имаме раст на економијата, ниту имаме нови инвестиции, ниту имаме отворање на нови погони, ниту имаме капитални инвестиции, ниту имаме некаква засилена економска активност. Господја Царовска, ние тука треба да дискутираме во врска со вашава точка предлог на закон за измени и дополнување на законот за пензиското и инвалидското осигурување. Јас би сакал да ве подсетам од вашата програма. Тоа е програмата за живот во Македонија, која што е најголемата лага во поновата историја на Република Македонија. Никогаш немало поголема лага во Македонија изминативе 30 години. Значи, во оваа ваша програма имате директно, јасно навестување дека пензиите ќе растат. Конкретно велите дека ќе има, значи вака цитат, господјо Царовска, ова е на страна 215. Значи, на страна 215 во делот на социјалната политика и пензиите, која што вие ја покривате, се вели следново, цитирам, на крајот на годината владата ќе носи одлука за вонредно зголемување на пензиите. Ова е вашата програма, тоа го пишува. Значи, еве го уште еднаш. Уште еднаш, за да чујат пензионерите, за да чуе Македонија, јас ке ве подсетувам на вашите зборови и ветувања. Цитирам, страна 215 од програмата на СДСМ, со која што се обврзувавте, за која што ставаше вашиот лидер рака на срце и така натаму. Значи, во вашата програма на СДСМ велите, уште еднаш цитат, на крајот на годината владата ќе носи одлука за вонредно зголемување на пензиите. Господја Царовска, кога сте донеле одлука за вонредно зголемување на пензиите? Имате ли донесена таква одлука? Имате ли донесена одлука за вонредно зголемување на пензиите? Да или не? Значи, уште еднаш, затоа што не одговарате, ќе ве подсетам и ќе ве подсеќам на вашите зборови. Страна 215, на крајот на годината, владата на Зоран Заев, имате владата, ќе носи одлука за вонредно зголемување на пензиите. Зошто ги излажавте пензионерите? Еве, минатава 2017 година, на крајот од годината, ја имавте ли владата? Ја имавте. Сега 2018 година имате ли владата? Ја имате. Имате двотретинско мнозинство. Не само што закони може да носите. Господја Царовска, вие можете устав да менувате, и уставот го менувате, но проблемот е што таа огромна политичка моќ ја злоупотребувате само да ја бајпасирате волјата на македонските граѓани. Око не ви трепнува за референдум, а наместо да ги искористите тие пратеници и тоа политичко мнозинство кое што го имате за реализирање на вашата програма, на која што никој не ви стои како пречка на патот, вие тоа го користите само да го бајпасирате она
што го имавте како волја на граѓаните на Република Македонија на 30 септември 2018 година, кога имавте одзив од одвај реални 28-29%. Зошто вашите 2/3 не ги искористите за овие работи? Господја Царовска, не може да имате раст на економијата ако немате отворење на нови работни места. Јас ќе ве подсетам, господја Царовска, на уште едно ваше ветување. А тоа е причината поради која што ви се иселуваат младите како никогаш досега. Се заминуваат. Екзодус имаме од Македонија. Буквално екзодус. Значи, велите, ова е цитат од страна 128 од планот така наречен за живот во Македонија. Значи, на страна 128 велите, проектот Гаранција за млади не е само декларативна заложба. 2 години сте на власт. Од 1 септември, 3-та година на власт ќе бидете. Друга точка е на дневен ред. Сега, вие велите, цитирам, со него ќе овозможиме секој, подлекувам, секој млад човек да добие понуда за вработување, можност за продолжување на образованието, да добие пракса или тренинг за подготовка и така натаму, во период од 4 месеци по завршување на школувањето пред стекнувањето на статус невработен. Уште еднаш ќе ви го цитирам ова, господја Царовска, затоа ви се иселуваат младите. Значи, проектот Гаранција за млади не е само декларативна заложба. Велите, со него ќе овозможиме секој млад човек во Македонија да овозможи и да добие понуда за вработување во период од 4 месеци по завршување на школувањето пред стекнувањето статус на невработен. Господја Царовска, освен вашите функционери, освен вашите ботови во владата, освен децата на вашите функционери, кој во Македонија добил понуда за работа во рок од 4 месеци? Значи, вие со младинската гаранција велите секој ќе добие понуда за вработување. Ајде да одиме, да направиме анкета помеѓу младите, што има 20 години, 22, 25, 28. Кој од вашава влада, кој од Зоран Заев, кој од неговите министри добил понуда за работа, освен функционерските деца на СДСМ? Затоа ви се иселуваат младите, затоа тогаш не носите вакви закони каде што велите предлог на закон за изменување и дополнување на законот за пензиско и инвалидско осигурување и така натаму и така натаму. Затоа што нема веќе кој да работи во Македонија. Не ви се намалува невработеноста, туку се иселија луѓето. Нема кој да работи. Си заминува Македонија, екзодус се случува. Не само што вие рековте ќе го спречите иселувањето. Зоран Заев ветуваше од плоштадите, ќе ги вратиме младите, ќе ги вратиме иселените. Државте говори по македонска каменица, викавте, цитирам, мајко, без гајле ќе ти ги вратиме децата од Германија. Тоа го ветувавте, живот во Македонија, живот за сите. Гаранција за младите, по големи пензии и така натаму и така натаму. Зошто, господја Царовска, зошто не си го исполните ветувањето за вонредно зголемување на пензиите? Истовремено, до сега, од почетокот на вашата влада, имате потрошено повеќе од 5 милиарди евра. Што направивте со потрошени 5 милиарди евра? За следната година, тука е Тевдовски, предлогот за буџет во оваа држава е 3,7 милиарди. 3,7 милиарди евра. Никогаш во историјата на Македонија не се исцедени повеќе пари од граѓаните и повеќе пари од економијата и повеќе пари од стопанството. Воведувате зголемување на даноци. Лебот не го зголемувате 3 или 5%, 20% го зголемувате. Паркингот го зголемувате 150%. Акциза за дизелото 3,5 денари и така натаму и така натаму. Со сите тие грдни пари што направивте? Буквално ништо. Ништо не е направено. Се извинувам. Затоа, господја Царовска, пред да ги донесете и да ги предложите ваквите закони, направете нешто во економијата, затоа што го тргне во економијата ќе има пари и за пензии, и за плати, и за училишта, и за патишта.
Ако нема подобра економија, а очигледно немаме затоа што имаме најслаба економија во Европа, ништо нема да тргне напред. Немате концепт за развој, ние назадуваме на сите можни табели. Благодарам.